Господа, во јужниот дел на Македонија состојбата е се полоша. Ако продолжат грците со притисоци врз границата кај Тесалија, тогаш ќе биде многу тешко да ја убедиме османлиската власт да не превзема ништо. Ако грчката влада продолжи со ова, тогаш султанот Абдул Хамид хан ќе нема друг избор освен војна. По моје мислење, оваа ситуација на границите е малку измешана. Фатените рами од страна на османлиските војници вообичува биле некои новосоздадени банди. Знаеме кои се бандите што ги напаѓаат османлиските села. Единствена желба на кралот Јорги и на грчката влада е војната да започне од страна на Османлиската империја. Во право сте, господине Џабон. Целта на Грција е да се покаже дека е во право и со тоа да добие помош од европските земји. Но за нас не е важно кој е во право, а кој не е. За нас е важно новите граници на Македонија да бидат повлечени како што ние ќе посакаме. Воопшто не ни одговара една грчко-османлиска војна. Воопшто не е добар знак тоа што османлиската војска се појавува со своите сили во Аласонија и станува се посилна. Се плашам, не, екселенцијо. Тука во затворот ги држат, господине. Дали издадена наредба да ги носат во песочар? Да, господине, дадена е. Можеме веднаш да тргнеме на пат. Добро. Спремете ги затворениците и јас лично ќе ги спроведам. Добро, господине. Мамо, тато воопшто не мрда, така си седи на едно место. Ниту девојчињата не ги гали. И не оди да продава млеко? Да продава млеко? Како да продава млеко во ваква состојба, мамо? Дојди ти со мене. Што е, мамо? Дојди ти, реков. Дојди. Влеч. Донеси ги бокалите. Ајде. Ајде. Рамис ефенди, колата е спремна. Ајде на работа. Нема да одам. Колата е спремна.
Ајде на работа ти велам, ајде. А јас ти реков не одам. Рамис ефенди. И онака резил станавме. Ама барем да не се починуваме пред луѓето, ајде. Така е. Многу се изрезиливме, Фатма, многу. Рамис ефенди, штом се гордееме со добрите дела на нашите деца, зарем не треба да ги прифатиме и нивните гревови? Доста, Фатма! Рамис ефенди, знаеш ли зошто треба да одиш и да го продадеш млеково, а? Знаеш? Не сакам да знам. Не треба да се криеш. Оди со крената глава. Ајде, Рамис, покажи се. Ајде. Фатма, ти реков нема да одам и нема да одам. Рамис! Нема да одам. Зарем не разбираш, Фатма? Зарем ти воопшто не ме разбираш? Добро тогаш. Штом ти не одиш, тогаш јас ќе одам. Одиме. Фатма! Чамуш, одиме. Фатма! Фатма, нема да ти дозволам да излезеш од овој двор. Ке излезам. Не ти дозволувам. Тргни ми се од патот. Не ти дозволувам, нема да излезеш. Тато, што правиш, тато? Што направи? Сега послушај ме добро. Јас досега ниту тебе, ниту на ќерките, ниту еднаш не сум кренал рака. Така ли е? Ама, ако ти се обидеш да излезеш од овој двор, ќе морам и на тебе и на ќерките да кренам рака. За Зариф е веќе многу задоснив да кренам рака. Како рекле, кој не си ги тепа ќерките, ќе си ги тепа колената. Чичко Рамис? Што е? Ти ја сакаш бахите да ја земеш, нели? Никому веќе не давам ќерка. Јас веќе немам ќерка за давање. Не ми остана ќерки. Готово е. Нема, не остана. Чичко Рамис, што се случува? Тргни се и не мешај се. Тебе многу те сакам. Тргни се, со тебе после ќе зборуваме. Јас велам, не можам луѓето да ги погледнам в лице, а таа сака млеко да продава, гледајки ги луѓето право в лице. Јас од срам не можам на огледало да се погледнам. Чистото срце на вашата мајка сега веќе е црно. Јас дојдов, мајко. Не грижи се. Да видам тето Фатма. Добра сум, добра. Ве боли? Добра сум јас. Добра сум. Што се случи тето Фатма? Јас го немам виден оваков Чичко Рамис. Мустафа, кај е Рамис ефенди? Во шталата. Добро. Фатма. Фатма моја. Рамис ефенди! Добре, дојде Џавар ефенди, дојди. Рамис ефенди, треба нешто да ти кажам. Ништо не ми кажувај. Лошата вест веднаш пристигнува, знам. Се знам. Така ли? Така. Не знам што да ти кажам, Рамис. Што ќе кажеш, Џавар? Ништо не зборувај. Во светов на сите луѓе се може да му се случи, Рамис. Господ ги создал проблемите, ама исто така ни дали решенија за нив. Се што е на овој свет е за нас, луѓето, бе, Рамис. Имаш право. Се на светов е за нас луѓето.
Јас ја продавам куќата, Џавар Ефенди. Што? Така да си знаеш, не можеме да останеме тука. Што зборуваш, бе, човек? Зар не може такво нешто? Можно е, зарем самиот не рече дека во овој свет е се за нас луѓето. Сиве овие години, во оваа куќа се родија сите мои предци и умреа 7 поколенија. Ама ете, јас не сум имал таков късмет, че треба да умрам надвор од мојата земја. Ете, вака ми било пишано. Џавар Ефенди, знаеш ли што се случи пред малку? Не знам. Многу лошо нешто историв на Фатма. Не ми доликуваше тоа. Никако. Каде беше, бре, намикче? Зошто не ми кажуваш кога одиш некаде? Ке умрев од грижа. Бе во Битола, мамо. Пожарив отидов да ја видам. Во Битола? Погледни ме, синко. Веќе доста трчаш за таа девојка. Не забележуваш дека таа тебе не те сака? Не ти е жал за тебе? Зошто се уништуваш? Зошто ја сакаш таа девојка? Знам, мамо. Таа е заљубена во момче од друга вера. Што зборуваш? Ама многу се сакаат, знам јас. Жал ми е за нив. Ајде. Застани, Ремзи, застани. Јас овде ќе се одвојам од вас. Дојди овде, малечок. Ајде со здравје. Ајде со здравје. Со здравје. Со здравје. Војнику, почекај ме тука. Како си? Дали некој беше груб со тебе? Не. По неколку часа тебе и Алекс ке ви однесам во Песочан. Во Песочан? Да, таму ке ви судат. Не може. Зарифе, вашето бегство со Алекс според законите е казниво дело. Не можам да го спречам судењето, не можам. Не може. Не можам да се вратам во селото. Не грижи се, Зарифе. Ти ветувам дека ќе се потрудам да добиете најмала казна. Ако е потребно, казната нека ми биде смрт. Не се плашам од смртта. Но не можам да ги погледна мајка ми, татко ми в лице. Од тоа се плашам. Добро, Зарифе, смири се. Те молам, што сака нека е казната, само тука да ме осудат. Не можам ништо друго да направам, Зарифе. Законите се такви.
Ајде. Сите надвор. Рамис Ефенди треба да зборува со господја Фатма. Ајде надвор, ајде. Ајде. Не треба да зборуваме, Џабар Ефенди. Нема потреба. Ајде, ајде. Ајде да излеземе. Ајде. Фатма, ова, како ти е раката? Раката? Да. Добра ми е раката. Бе, Рамис Ефенди. Никогаш немаше да помислам дека ќе доживеам вакво нешто од Прости тебе. ми, Фатма, поради раката. Оваа рана ќе ми помине, Рамис Ефенди. Ама оваа рана овде е важна. Нема лесно да ми помине. Тука е мојата керка, Рамис. Знам, черка ти е. Таа и моја черка. Не можам. Разбери ме, Фатма, не можам. Јас сум Рамис, млекарот Рамис, млекарот на Песочан. Ако поради Зарифет цел Песочан ме отфрли, тогаш кој сум? Што сум јас? Јас сум едно ништо. Еден млекар. Ако остане сам, тој тогаш не е ништо. Јас тука не можам да останам. На Зарифе не и простувам. Добро. Добро тогаш. Јас немам што повеќе да ти кажам. Немам мич зборови за тебе. Рамис. Добро е, Џабар Ефенди. Мама? Господ им дал гордост на мажите, ама тие никогаш не знаат, моја Хатидже, кога и каде треба да ја употребат. Знаеш дека јас бев најмногу против и не сакав да се омажиш за Хасан. Сакав да се омажиш со Џабар, ама не се случи. Зошто не се случи? Затоа што вие сте си се сакале, затоа не се случи. Што да правам, се сложив. На Хасан му реков дека веќе е мој зет. Еднаш го кажав, ама од срце не го кажав. Јас го познавам твоето срце, мама. После јас прва видов дека Зарифе се сретнува со Алекс. Хатидже, полудев, ама не успеав да ги спречам.
Зошто не успеав? Затоа што се сакале многу. Ете затоа. Господ така ја одредил оваа љубов. Јас што можам да направам? Јас сум само една мајка. Од друга страна, Господ и мене ми дал гордост. Ама, како прво, јас сум мајка. И треба да се однесувам како мајка. А и татко ти треба да си ја заборави гордоста. И треба да биде татко. Господја Бедија, Повели, Фатма. јас сакам неколку дена да останам кај тебе. Ти се молам, Фатма. Мојот дом секогаш ти е отворен. Да си жива. Мамо, и јас да дојдам со тебе. Да одиме ли? Ајде, бе, душа, ајде. Ајде, девојчиња, ајде. Тргнете се! Тргнете се! Пуштете да побидиме! Верили ке мешате? Кај се видам ова се мешате? Срамници, срамна ми е! Срамна ми е! Безсрамници! Како можете, безсрамни? Ајде, одиме! Заставете се! Срам да ви е! Тргнете се! Тргнете се! Заставете се! Како не ти ги се сака? Верили ке мешате? Така е! Кај се видам ова да се мешате? Пуштете ги! Безсрамници! Татичко? Татичко? Мама си уди. Зарем нема ништо да направиш? Нема да направам, Хатиđe. Нема. Значи ништо нема да направиш. Така нека биде, тато. Ајде, Меријем, одиме. Хатиđe, што кажа тој? Ништо не кажа. Ајде, деца, си одиме. Живи се децата, Бајтер Ефенди. И Алекс е добро. И ќерка му на Рамис Зариф е. Сакале заедно да избегаат. Ама ги фатиле на железничката станица во Битола. Ќе ги испратат во Песочан сега. И ќе треба да излезат пред суд. Слушнавте што направила Керка и на Фатма? Слушнавме. Тој што не си ја тепа ќерката, ќе си ги тепа нозете. Момчето се откажало од се само поради Зарифе, го знаевте тоа? Го знаете дрвото на желбите? Да, го знаеме. Алекс и Зарифе секој ден се сретнувале таму и на гранките врзувале мала ткаенина за да имале среќа во љубовта. А Рамез и Фатма знаеле за ова и се премолчувале. Срамота, како можеле така да направат? Боже, Боже, леле срамота, леле срамота. Денеска војниците Алекс и Зарифе ќе ги донеселе тука во Песочан. Нека ги донесат, имам јас да им кажам 2-3 збора. И јас исто така. Доаѓа Фатма. Ај, нека ви е со лесно, жени.
Што е? Зошто ја вртите главата? Зошто не сакате да не отпоздравите? Зарем вие не знаете зошто ви вртиме грб? А така ли? Зарем вие воопшто немате гребови? И јас да сакам веднаш ке најдам причини и да ви завртам грб на сите. Сакате ли да ви ги набројам? Вахиде, молчи, Кирко, молчи. Зошто да молчам, мамо? Зошто? Зарем не гледаш дека сите се прават чисти и честни? Зарем вие немате гребови? Вахиде, ајде, Кирко, да си одиме. Остави ги нив. Ајде, не слушај ги. Вие молете и се на мајка ми. Инаку, за сите вас имам по нешто да кажам. И што ќе правиме сега? За некое време овде ќе ги донесат Александар и Зариф. Мустафа, треба да зборуваме со командирот Джезми. Треба да бидат подготвени. Имаш право, Дилавер. А Чичко Рамис? Не грижи се. Јас сум тука, ќе внимавам. Ајде, одете. Благодарам. Да си жив, Джабар Ефенди. Многу е важно да се биде подготвен. Да не им се случи нешто лошо на децата. Да, Чичко Джабар. Добро, да си жив. Ајде, сутрав, ајде, одете, ајде. Ајде, Мустафа, ајде. Сакаш ли да ти го кажам името? Моето име? Аха. Чекай малку да помислам. Твоето име најверојатно е Зарифе. Како знаеш? Затоа што си многу нежна. Ај ти кажи ми како се викам јас. Не знам. Кажи нешто. Ништо не ми текнува. Моето име потекнува од големиот македонски император. Ми текна. Искендер. Александар. Искендер. Големиот Искендер. Ама ти викај ме Алекс. Алекс. Рамис, ако сака, нека си оди. Јас нема да си ја напуштам куќата, ниту пак керката. И Рамиз е татко и тој има меко срце. Нема да издржи. Ке смекне, Фатма. Му треба време. И ние дојдовме, тетка Бедија. Ајде, повелете. Како е мајка ми? Добра ли е? Добре. Мамо, ние дојдовме. Рамис Ефенди, ќе влезам. Не влегувај, ти реков, Джабар Ефенди. Остави ја веќе таа гордост, бре. Мене сте ме побарале, господине Садријасан. Повелете Риза Паша да прошетаме малку. Вестите од Тесалија не се многу добри. Грците продолжуваат да вршат притисок на границите. Информирани сте за ова? Да, пристигнаа вестите, господине. Со голема војска го нападнале мостот на Арда. Нашите војници им се спротивставиле, ама непријателот потоа избегал, оставајќи зад себе многу ранети и мртви. Целта им е јасна, Паша. Тоа што не успеа да го направат на Крит, сега сакаа да го направат во Тесалија. Не ми е јасно како тој човек не дозволува ништо да сториме. Ја знаеш причината. Да, знам. Јас сега ќе му ја покажам причината. Мустафа, застани, брате, смири се. Прво може јас да зборувам? Или тој ќе направи нешто, или јас работава на мој начин ќе ја завршам. Прво нека зборува Дилавер. Потоа ќе видиме што да правиме. Да,
Јас ќе зборувам со него. Рамис! Рамиз не е тука. Твојот познаник Рамиз веќе не е овде. Тргни ми се од глава. Доста беше, Рамис ефенди. Оди си. Оди си, ти реков. Сакам сам да си останам. Остави ме, сакам да размислувам, Джабар ефенди. Што уште ке размислуваш, бе, човек? Што уште ке размислуваш? Што уште? Жена ти отиде. Ќерка ти е во затвор. А ти уште овде ми продаваш гордост. Како не ти е срам? Некогаш си бил татко, Джабар ефенди. А? Дали имаше дете? Немаше, нели? Не знаеш ти како е да бидеш татко. Може би никогаш немав деца, Рамис ефенди. Ама да имав, сигурно ќе бев подобар татко од тебе. Како да не? Оди си од тука. Тргни се! Срам да ти е, млекару, Рамис. Господине Абдул? Каква дрскост? Како можеш да влезеш внатре без моја дозвола? Сакам да знам зошто во градот не сте преземале мерки за безбедност. Со кое право ми го поставувате ова прашање? Кажете ми кои сте вие? Вие сте поранешен кајмакам и толку. Сега веднаш излезете од овде. Треба да преземете мерки за безбедност. Тоа е вашата задача. Кои сте вие да ми кажувате што да правам, господине Дилавер? Не превземам. Народот нека ги казни безсрамниците. Ова е злосторство. Тогаш пријавете ме, ајде. Ќе одговарате за ова. Излегувај надвор. Инаку ќе те уапсам веднаш. Од Петрус ефенди се уште ли нема абер? Не грижи се, ќе ни помогне. Од каде знаеш? Тоа е голем плашливец. Видели како ме погледна кога му реков дека ќе му простам? Нема да излеземе. Ќе излеземе. Ќе излеземе. Ќе видиш. Ќе дозволи да ги линчуваат луѓето. Тогаш ние самите ќе сториме што е потребно. Дилавер, ти ќе бидеш меѓу луѓето во толпата. А јас... Да ги забрзаме војните подготовки во Ласонија, паша. Дали таму имаме некакви проблеми на кои треба да се обрне поголемо внимание, паша? Имавме проблеми со поправката на некои топови, господине, ама тоа нема да ни представува голем проблем. Првата испратена помош и храна на нашите сили веќе одамна е пристигната Везиру. 5 воени единици исто така се испратени во овој реон. Убаво. Да се засили доволни војската на Ахмед Хивси паша. Целата наша армија треба да биде подготвена за оваа војна. Се е направено што е потребно. Не грижете се, ваше височество. Ако мораме да војуваме, тогаш со господова помош ќе ги трнеме грците од тие простори. Со господова помош, паша. Не се сомневам во тоа.